за да има малце диалог, да не биде нели како некој монолог, малце ќе разговараме и ќе зборуваме на оваа тема. Иначе јас сум Илина Ведран. Повеќето нели од вас некого познавам, нешто не ме познаваат. Веќе последниве 14 години во мојот живот се работам на оваа тема, односно последниве неколку години се бавам со embodiment. Таа една метода која што во суштина не е метода, тоа е начин на живот, начин на постоење, која што ни помага да ја интегрираме својата вистинска природа во нашиот секојдневен живот и да создадеме, односно еден мост помеѓу нешто што го нарекуваме психологија и спиритуалност, односно да не бидеме само во својата психологија, исклучени од својата вистинска природа и заробени во идентификациите со нашата персона, ниту пак да бидеме само спиритуална личност која што има потреба да избега од светот и да остави се, затоа што светот е несвесен, туку некако да ги интегрираме, да станеме една целина и да екзистираме во свет. Вечера ќе зборуваме конкретно за емоциите, односно со Суза малце ќе разговараме, ќе имаме еден диалог околу тоа како емоциите служат како еден портал, како емоциите на некој начин ни помагаат да дојдеме до нешто посуштинско за нас и на кој начин можеме да се носиме со емоциите, односно што значи она што го нарекуваме персона и она што најчесто го знаеме за себе како идеја, емоција и чувство за себе, а што значи есенцијална персона, која што може би многумина од вас воопшто не ни слушнале, не се ни запознати со самата суштина, со есенцијата. Не викам дека не се запознати, меѓутоа најчесто на ова поле на личен развој, особено овде кај нас во Македонија, се зборува за личниот развој, за развојот и така натаму, меѓутоа она што јас би сакала вечера да го споделам е еден нов пристап на доживување на себе и еден начин кој што ќе ни помогне да останеме спиритуални, да останеме приземјени и секако да бидеме во оној вистински животен флоу кој што е клучен да можеме да постоиме во свет. Значи, исто така да ни даде можност да бидеме во светот, меѓутоа да не му припајаме. И па сега, Суза, како си ти? Благодарам, Милина, добро сум. Малку возбудено и од темата секако, бидејќи е доста длабока, нели, темата. Затоа што, еве, долго време работиме заедно со тебе, сме допреле одредени есенцијални реалности и вредности. Така да, темата и те како ме истригира и мене. И, еве, за почеток, како, најосновно прашање, јас би сакала да те прашам, што всушност ни покажуваат емоциите? Каде не водат? Дали навистина ги разбираме? Така, за почеток нека биде тоа прашање. Океј. Сега, како ви имате прашање, можете исто така да се вклучите во чат рум, може да поставите прашање слободно или можете директно да се вклучите. Добро вечер, Ирина. Здраво, Ирина. Значи, емоциите. Кога ќе кажеме емоција, најчесто тоа emotion, нели тоа го викаме емоција, некоја енергија во движење. Тоа е нашата енергијата во телото, но најчесто многумина луѓе себе си се доживуваат преку емоции. Значи, се идентификувани со емоциите. И сега, како се движат емоциите, така се движи нашето расположение. Ако чувствувам анксиозност, страв, моето расположение е затворено. Ако сум луд, тогаш сум реактивен или се замрзнувам. Ако имам одреден мут емоционален, значи, најчесто обичната човечка свет се движи на ниво на тоа како што се движат емоциите. Меѓутоа, тоа не е поинтата, затоа што на тој начин ние не сме слободни, нели?
затоа што целиот наш живот е воден од импулсите, затоа што емоцијата е на некој начин нешто кое што нас ни покажува, но исто така денеска нели постојат доста учења за емоционална интелигенција, како да ги препознаеме емоциите. Исто така во доменот на психологијата се збори дека емоциите сакаат да не заштитат, ни кажуваат што е безбедно, што не е безбедно. И тоа е во ред, апсолутно, значи имаме одредени емоции, нормално кога нешто не е безбедно за нас, ќе го почувствуваме тоа, меѓутоа исто така, оно што е важно, оно што го открив ја во своето истражување, дека во суштина многу често кога нели денеска се вика прашај го телото и прашај како се чувствуваш, ќе ти ја каже вистината. Од моето искуство, и секогаш јас мислев дека тоа така, меѓутоа многу често вистината не ми доаѓаше преку емоциите, затоа што емоциите секогаш се одредена реакција на нешто. И сега многу е битно да разбереме, имаме најчесто ние емоција на лутина, на страх, на омраза, се псевдоемоции, кои што ни покажуваат дека има нешто. Исто така имаме чувства на невредност, на осаменост и тоа се чувства кои што се на некој начин длабоко од она кор, да го кажеме, на комуникацијата на нашата душа, односно псевдоемоциите ни покажуваат дека во нас има психичка празнина. И сега, што представува емоцијата? Емоцијата е некое движење, но самата наша животна енергија најчесто е блокирана поради одредени емоционални блокади. Нашата животна енергија не е емоција, тука едноставно е самата свест. И за да можеме да бидеме слободни од емоционалното тело, потребно е да направиме, ја го нарекам, таа шифт на својот идентитет, односно за почеток нели да работиме со емоциите, тоа го викаат процесирање. Реков нели емоционалната интелигенција ни служи прво да ги препознаеме, па потоа чувствуваме ова, чувствуваме на некој начин лутина, таа лутина ми сака да ме заштити, меѓутоа ние денеска нема да зборуваме на тоа ниво. Тоа се некои одредени на некој ниво на психологија, но тука нема слобода, затоа што пак сме во тој идентитет. Ние денеска ќе зборуваме за нешто што е многу подлабоко, нешто што ни помага да видиме преку емоционалната реалност, односно како емоционалната реалност комуницира со нас, односно како нашата душа комуницира преку емоционалната реалност со нас и што ни кажува за нашето искуство. Конкретно за емоции. Супер, Елена. Мислам дека не може слободно поставиш некој прашање што би те интересирало од ова, но она што е клучно, мислам дека можеме да објасниме прво што е есенција, а што е персона, за да ни стане јасно каде се движиме. Повеќето од нас се запознати, нели, особено овде е нас во Македонија, доста има развој на психологијата, ментално здравје се зборува и така натаму. И тоа е окей. Меѓутоа, сакам вечерва да зборуваме за нешто што на по-дипер, подлабоко. Ајде да кажеме, кога ние ќе се родиме, значи особено до 7-та година, ние сме слободни битија. Ние сме, ајде да кажем, сексуални битија, односно нашата сексуалност, нашата енергија, која што, нели, животна енергија. Дали со тоа мислиш на еросот, или не? Да, значи, кога ќе кажеме сексуална енергија, тоа не со само на таков секс, како што, нели, најчесто знаеме, меѓутоа зборуваме за нашиот живот, животната енергија. Животната енергија, да. Апсолутно, да. И сега, кога сме деца, ние сме во потполност во таа есенција. Ќе ги видиме малите бебиња, они се така сладки, се целено фулнес, во полност некоја, исполнетост ние, затоа имаме потреба да ги јадеме, да ги неижни се, меки се, мили. Да, меки, затоа што она буквално на англиски, како кажам, full of essence, значи полни се со есенција. И нас не се допаѓа таа есенција, затоа што не потсетува на ништо што е автентично во нас.
Сега, како што ние доаѓаме во овој свет, почнуваат одредени работи, она што нас светот ни го отсликува, ние го прифаќаме како своја вистина. Најчесто светот во кој што ние постоиме и екзистираме е свет кој што не става во една тотална негација на нашата вистинска природа. Се раѓаме и доаѓаме во еден свет кој што е во его конструкција, тотален survival, и сите нас, како едно дете, не перцепираат на ниво на тоа дека сме ние едно кутро тело, нели сите се плашат прво дека сме едно мало тело кое што мора да се згрижи, да не се разболе, да не се така натаму. Ги знаеме сите тие приказни. И она што ние најчесто, нели, се замислите, вие се раѓате како една есенција која што е отворена, која што е полна со живот, полна со радост, полна со љубов. И се она во околината што нас ки ни го отсликаат, ние го прифаќаме како своја вистина. Затоа што децата немаат способност да останат во таа сила да присвојат и да кажат да, ова сум јас, ова е мојата есенција. Меѓутоа, за да можеме да преживееме, ние мораме да се исклучиме од тој дел во себе и да почнеме да веруваме во неадекватноста на околината. И најчесто неадекватноста на околината земаме како своја вистина. За да припаѓаме, нели? Со цел да припаѓаме. Да. И се што ни проектираат во детството, како ти си добра, вака треба, ги чувствуваме своите родители, нашето емоционално тело се поврзува со емоциите на родителите, предците и така натаму. Значи, се тоа создава една структура во нас. Значи, таа структура ја нарекуваме нашата персона. Таа персона на некој начин е изградена на база на нашите празнини. Например, првата година од нашиот живот, или годината кога се во имаат потреба, нели, да влизат во мрч, во поврзување со мајката, кога се таа симбиоза, они едноставно го стакаат, нели, тоа поврзување и тоа чувство на некоја интимност, дека сум едно, значи, кажа како мрџер, поврзан, скроз, мрџам, како на некој начин сум во таа нежност, скроз, значи, кога станам едно со мајката. И сега тоа е она длабоко чувство на интимност кај многу од нас, например, нашите мајки, најчесто не биле во таа своја персона и нивната женска енергија е тотално затворена, има блокада, значи во матката нема контакт со женственоста и немаме вистинска конекција, не дека они биле лоши со нас, можеби најдобро се грижале, меѓутоа кога има дисконекција, ние не чувствуваме никаква конекција и на тоа место останува празнина. И на местото на таа празнина, можеби ќе имаме празнина за, ќе кажам на англиски, merge love, поврзувачката љубов, која што показно ние, како таа празнина, ја бараме во своите односи. Меѓутоа, секој пат, кога ќе дојдеме во контакт во своите односи, во нашиот нервен систем се активира тој патерн од тоа рано искуство и ние секогаш го добиваме истото. Сега, тоа е психологијата, нели? Ние можеме да одиме на психолог, да истражиме, да ги видиме конфликтите, да кажеме мојата мајка ме сакаше, не ме сакаше, па сега ќе најдам партнер што ќе ме сака, меѓутоа пак не сме слободни. Да ги видиме патерните на тој начин, со тоа ги прогледуваме патерните, нели? Да, потребно е да ги согледаме патерните, меѓутоа што со патерните ќе ги согледаме, но кој сум јас? Потоа, ајде да кажеме како што иде нашиот развој, особено во првата година од животот, доста интензивно кај нас се развива црвената суштина. Нели, кога ние имаме потреба за храна, бебето плаче, вика. И сега таа црвена суштина е во суштина есенцијата, не припаѓа на нашата персона, туку е есенцијата. Значи, имаш сила да го изразиш, и тоа е самиот живот во нас. Например, од година и пол до 2,5, сега зборуваме како развој, се активира волјата, тоа е белата суштина. Затоа што ќе ги спомнеме есенцијалните квалитети, и кои што белата суштина е у суштина чувство на will. I will, значи е слободната волја. И она се наоѓа во пределот на стомакот, на соларниот плексус и долниот стомак, и тука се движи точно до
до тука каде што завршува нашето срце. Затоа многу луѓе имаат контракција овде во овој дел, или како некоја заштита, затоа што да ни покаже дека нашата воја е одземана, не ни припаѓа на нас, припаѓа на некој друг. И ако го приметиме телото, значи телото не е отворено, телото е затворено, затоа што нема воја. Војата е надвор од нас во светот. И тоа, кога се развива војата, најчесто нас војата не е истечена. На некој начин сме кастрирани, тоа немаме слободна воља. Затоа што, нели, детето има силна воја, нели, и меѓутоа околината е таа која што на неадекватен начин ја држи таа есенција на спиритуален аспект, емоционален и ментален. И сега на тоа место, сега ќе кажем пример, има или конекција, например, ако немаме конекција поврзано со женската енергија, со својата мајка, градите и така натаму, значи се блокира жолтата суштина. Жолтата суштина е аспект на joy, на радост. И радоста не е емоција, како што повеќето психолозија нарекуваат, радоста е состојба на отвореност. Значи радоста не спаѓа во емоции. Радоста е чувство на отвореност. Јас сум отворен да бидам тоа што сум. И самата отвореност во нас прави чувство на радост, затоа што во моментот на отвореност, кога се движи жолтата суштина, која што е конкретно поврзана со задоволството, и тоа ја нарекуваме сексуална енергија, но кај многу од нас, бидејќи имаме, нели, врзаност со неразрешени работи, не е будна таа суштина, на тоа место има чувство на вина. И конкретно жолтата е она што го нарекуваме женска енергија, и вината е она што ја затвора жолтиот аспект. Вината, повеќето значи. жени, повеќето жени, денеска како се ќе влезе некој или детето или некој партнер во просторијата, они веднаш стануваат и почнуваат да работат, значи не може да останат отворени и да опуштени. Затоа што во тој момент жолтиот аспект е затворен, има чувство на вина. Кога има вина, нема конекција, има дисконекција. Дисконекција од чувството на задоволство. Кога нема задоволство, има страдање. И тоа го гледаме на секаде околу нас. Значи, страдањето изразено со тешкотија. Се е тешко е. Ова тешките односите, се е тешко. Но кога се движи некој е тешко. И на тоа место има фрустрација. Сега, тоа е во нашиот нервен систем. Сега, ајде да кажем, ги спомнавме, војата, силата, радоста. Имаме зелена суштина. Таа зелена суштина е нешто кое што е поврзано со чувството, со чувствителност. Например, кога ние сме повредени, кога сме во болка, кога нашето срце е повредено, најчесто ние сме многу груби према себе, затоа што сме растеле во околина каде што немало сочувствителност. И на тоа место на сочувствителност не е отсликан тој квалитет во нас. И поради тоа ние го отфрламе тој квалитет и на тоа место има крутост. Кога се соочуваме со некоја животна ситуација, ние наместо да бидеме нежни со себе, ние само се критикуваме и се обвинуваме и знаеш како е целиот тој процес. Илина, дали оваа сочувствителност е поврзана со емпатијата, со емпатичноста во нас? Дали тоа се истите квалитети? Сочувствителност, значи самата есенција емпатична. Значи емпатијата не е нешто што се учи. Денеска јас навистина се надевам дека нема да повредам некој кој што не тоа, меѓутоа се зборувам вистината, затоа што го зборувам од своето лично искуство. Значи, се што зборувам од своето лично искуство, би сакала понатаму во нашиот разговор да споделам од моите длабоки искуства со соочувањето со тие емоционални реалности. Но, ајде да кажеме дека зелената суштина и емпатијата. Емпатијата не се учи. Не можеме ние да ги научиме децата на емпатија. Емпатијата е вродена. Меѓутоа, околината го покажува. Значи, секој е роден, самата суштина, самата есенција има сочувствителност. И ако таа сочувствителност не е отворена, например, јас кога работам денеска со луѓе и кога ќе дојдеме во контакт со болката, значи ние не се обидуваме да исцелиме болката. Не се обидуваме да ја промениме. Со самото тоа, ако некој екзистира во есенцијалната реалност,
оно што може да се случи е во комуникацијата или во работата да ни направи нас трансмисија, затоа што повеќето луѓе не ја познаваат есенцијалната реалност. Повеќето живеат на ниво на его реалност. И таа сочувствителност, кога, например, некој е во болка, и ако јас го отворам тоа поле на сочувствителност, не дека јас сум сочувствителна, туку се поврзуваме со есенцијалното поле на сочувствителност. И од многу луѓе со кои што сме работеле, па знаеш, и сме биле на ретрити, кога се отвори тоа поле е огромно поле на хилинг. Значи, хилинг кој што е буквално хилинг, кој што доаѓа на неверојатен начин и можеме во потполност да останеме отворени во таа болка, без потреба да ја промениме, без потреба да ја манипулираме, без потреба да ја отстраниме, едноставно да бидеме во тотална отвореност. И кога сме во таа отвореност, се појавува тој зелен аспект на хилинг и тоа отвореноста значи предаденост. И во тој момент Всушност болката е порталот токму до оваа зелена суштина. Да, самата болка се отвара зеленото и ако останеме само да бидеме, само останеме отворени со болката, без потреба, без никаква идеја, без никаков концепт, без никаков план, во еден момент болката се трансформира во љубовна љубов, така да нарекам. Значи, тоа е вистинска квалитет на срце. Или loving kindness. И тоа е она кое што е автентично за нашето срце. Меѓутоа, нели, потребно е да бидеме доста отворени. Ако, например, околината во која што сме живееле, ја немало тоа loving kindness или таа љубовна љубезност, ние ќе бидеме на тоа место во нашето срце ќе има празнина. Така. И таа празнина најчесто ќе се обидеме да надополниме со тоа што ние ќе бидеме љубезни со другите, меѓутоа ќе игнорираме својата болка и ќе игнорираме тоа што нас не боли. И ќе викаме јас те направив за тебе, меѓутоа ти мене ништо не ми врати. Или пак ќе бидеме тотално игнорантни кон себе и игнорантни кон светот, во на авојдан, тотално отфрлање. Имам уште еден, имам многу квалитети, меѓутоа ќе ги спомнам најосновните. Тоа е црната суштина, black essence. Меѓутоа, црно за нас изгледа нешто страшно, но црната суштина е многу моќна, затоа што тоа е интимно, тоа е полето на интимно. Замислете, таа црна суштина е во суштина, кога ќе ја видиме нашата глава, значи тука е смесена цела наша персона, суперегото, критичарот. Најчесто луѓето се доживуваат себе како едно тело кој што нема глава. Луѓе кои што се работува така го доживуваат тело. Тело кој што нема глава и кој што е заглавено во колективното несвесно, зашто нашата глава не ни припаѓа на нас. И ние на тој начин, во суштина, тотално сме исклучени, дисконектирани од реалност. И веруваме дека ова наше тело е едно мало дете, го имаме тоа чувство на мало дете, кое што постојано се труди, нели главата е така, во трудење, се труди затоа што верува дека на тој начин ќе преживее. И тоа е survival. Оно што го како што живеат повеќето луѓе. Црната суштина е во суштина нешто кое што јас лично најтешко тој квалитет го отворив, затоа што црната суштина е поврзана со сомнежот. Ние имаме многу сомнеж. И секој пат кога се отвори црната суштина, мислам дека не ја отвориме, тоа е како еден ликвид, која би ја замислила, еден ликвид црн, како црн сјај со црно со златен сјај. Баш ликвидно црна со златен сјај. Кога ќе дојдеме во контакт со таа суштина, она прави една трансформација. Значи, тоа е поддршката од апсолутното поле. Значи, веќе идеме со поврзување со таа спиритуална реалност, која што е нашата поддршка во ова постоење. Црната суштина на нас ни дава една способност на суптилност. Значи, нели, ако луѓето знаеме за чакри и така натаму, меѓутоа овие квалитети се малку подлабоки чакри, зборуваме за
челото, значи кога нашата глава почнува да се отвара, нашиот ум се буди, тогаш ние, нашите сетила стануваат многу суптилни. Например, оно што ми се случи, како што почнав да се развива тоа, јас директно почнав да ги потполно да чувствувам се што чувствуваат другите луѓе, онака подлабоко разбирање, меѓутоа не онака ги чувствувам и сметаат, туку како што се развива таа суштина, почнав да приметувам дека мојата душа има конекција со, кога комуницирам со некој, со едноставно можеш да усетиш душата на другиот. Така. Иако многу луѓе тотално игнорираат се во својата персона и не ги гледаат тие кои се вистински потреби на душата, зашто душата е самата есенцијална реалност. И оно што е интересно, како што таа црна суштина почна да се отвора, почна да живеам огромно поле на хилинг прво во себе, и црната суштина е поврзана со интимноста, со чувството на интимност и со внатрешното водство. Затоа што водството во нас, кога ќе се отвори црната есенција, водството ни помага да останеме во својата автентичност, а да не припаѓаме на верувањата на светот. Затоа што, ако се вратиме се пак на водитството што го зборавме, ние имаме тотална дисконекција со нашата душа и се тоа некако потиснато и живееме во некоја реалност која што ни е ограничена, тоа ни го кажале родителите, општеството, религијата, и сме во тотална контрола. Значи, од 7-та до 9-та година, таа енергија, значи, тоа сексуално битие, кое што е во флоу, кое што е слободна, во пределот на перинеумот добива една структура, и таа структура е нашата персона. И тука има тензија една во перинеумот и целна живата водан од тоа. Значи, буквално како една кастрација на нашата енергија. И за да можеме било што да придвижиме во својот живот, ние мораме да дадеме силен напор, мораме да се трудиме, затоа што генерално полето на нас, кога го разговаравме пред некој ден, ни одговара во склад со тоа што сме ние. Затоа многу луѓе се плашат да застанат, затоа што ако застанат, ќе се суочат со една црна дупка. И суштина тоа е таа црна дупка, која што сите се плашат, таа длабоко чувствена останалост, во суштина тоа е таа мртвост на нашата душа. Значи, душата е мртва кога сме ние во таа персона. Мисли, think, постојано. Но, ајде сега нели да удиме во тој момент дека не мора да биде така, нели? Затоа што повеќето луѓе не чувствуваат живот во себе. Ние за да чувствуваме живот мораме постојано да бидеме активни. Мораме постојано да правиме ова, да правиме она, да размислуваме. Во doing да бидеме, значи, тоа е. Да, постојано во doing. Затоа што ако застанеме, ќе имаме чувство дека ништо не се случува, дека се пропаѓа. Па ќе треба да се соочиме со црната празнина, нели? Да. Не изгледа многу страшно. Клучот е тука. На она место каде што се појавуваат, например, ако ние не ни била дозволена силата, да изразиме силата кога сме биле деца, ние нашата сила ќе ја потиснуваме, значи тоа е нашата лутина. И сега, лутината е прекриена секогаш со страх. Луѓето чувствуваат страх, анксиозно. Има денеска секакви, правете ова, држете во телото. Јас искрено во своето искуство во минатото имав доста анксиозност, применува вакви методи, регулација на нервен систем, но се е окей. Меѓутоа дека не сватим дека за да нешто остане трајно, кога јас нешто ќе доживеам, ако доживам некој искуство, ако тоа направи трајна трансформација во мене, тоа е тоа. Ако не направи трајна трансформација, тогаш е тоа нешто што е наметно. Така да сватите дека целата анксиозност, целото страх е само сплит тотален сплит на моето битие, на тоа што сум со мојата глава. Значи, мојата духовност на една страна, главата на друга страна, телото на трета страна, тотален хаос. Сепарација, значи, се влегува на тој начин. Тотална сепарација на секој ниво. И денеска, за жал, живееме во таа тотална дисконекција. Можете да замислите како се чувства едно дете кога ќе дојде во свет.
Значи, тотално исклучени возрастни и детето е присутно и само гледа возрастни кои што не се тука. Тоа е живењето на светот. Но, она кој што вечерва би сакала да го споделам е, има спас од тоа, нели? Јас покажам преку личниот пример, личното искуство, кога јас дојдов во контакт со себе, ова е толку очајна, да во толкава болка, што веќе не можам да издржам, и да кажам, не пак во уште еден систем. Значи, не можам веќе. Значи, во спиритуален систем, во вакви методи, такви методи, но само као, знаеш, трагаш, и викаш, добро, има ли крај сега? И тебе на таква учајна состојба, што од друга страна, на некој начин, имав една ситуација каде што јас имав почеток да работа со луѓе, личен развој, одев доста на обуки за психологија и така натаму, меѓутоа постојано бев лута, постојано бев во одбрана, во дефанзивни механизми, постојано се брана, постојано во некоја идентификација дека треба да поставам граници, треба и тоа толку осеќав крутост во себе. Меѓутоа, кога дојдов до Енеаграмот, во еден нареден вебинар, ќе збориме повеќе за Енеаграмот. Енеаграмот е техника која што ни помага да ја видиме кој тип на персона имаме. Значи, секоја персона има различно доживување на себе. Некој се доживува прво преку главата, некој преку срцето, некој преку стомакот. Јас сум број 9, например. И кај деветките е уникатниот квалитет boundless love. И сваќам дека кога моето срце, кога нема срце во моето искуство, кога немам способност и можност да бидам во таа љубов, едноставно јас се чувствувам тотално исклучена и во депресија. И дека таа постојано потреба да видам во некои граници ме дисконектира од таа љубов. И оно што е важно, нели, ја не викам дека границите се погрешни, меѓутоа ти многу да не ставаме, нели, кога некој ќе дојде во нашето искуство, еднаш да затвараме и да имаме некои одбрани и така натаму. Значи, поентата на сите ова е како да се ослободиме од одбранбените механизми, затоа што целата наша персона и тие емоции, тој идентитет се токму таа одбрана, таа заштита. Сега, сакаш нешто да прашаш? Извини, јас малку продолжив. Не, супер беше, одлично, супер се движиме. Јас само сакав да споделам дека и јас деновиве минувам низ тој напад на сомнежи, нели, моментот што го спомена и ти кога станава збор за црната суштина за интимноста. И така, прилично се актуелни тие сомнежи и доаѓаат од светот и така се соочувам моментално со нив. И тука би сакала малку повеќе да ни објасниш како да се справиме со тие сомнежи кога ќе дојдат, а доаѓаат често. Да, значи, сомнежот е нешто на што на најдлабоко ниво, нели? Пред да дојдеме до сомнежите, потребно е малку да се позабавиме со одредени емоционални состојби. Меѓутоа, ти би го споделила прво своето искуство, каде што да, тој сомнеж е многу битен. Например, јас имав едно искуство каде што знаете на кога сте во очај и целиот ваш живот се движи во тој очај. И што и да направите, нема веќе никаква. И она кој што има еден израз, темната ноќ на душата, лично го доживав тој, бев буквално 4 години во таа темна ноќ на душата. 3 до 4 години. Ама 2,5 до 3 години беше онака баш активно. И како тоа изгледаше, ако можеш малку да ни доловиш? Да. Во тој момент јас постојано одев, како кажав, на психолошки обуки, имав и свој учител, имав гуру, сето тоа е окей, нели? Одев во некој школа за енергетски науки, буквално се она што може да замислиш за личен развој, јас буквално се имам повидено.
И во еден момент свати дека сите тие методи, окей, до некаде води, меѓутоа во тој момент мене ништо не ми помогна. И каде и да одев, со кој да разговарав, одев и на психотерапија и на се, едноставно немаше спас за мојата состојба. Оно што го чувствував е како буквално целиот мој живот се сруши на секоја поле. Значи на работа, пари, психички, емоционално, врски, се што можеше, буквално, знаеш, како сите карти паѓаат, една, друга, трета. Се преврти се. Да. И во еден момент бев една состојба каде што бев тотален очај, тотална безнадежност и капак на се и што моето дете паднало депресија. Значи, тоа беше онака се од сите страни. И имав еден период каде што буквално не знаев што да правам со себе. И во тој момент осеќав една таква бездна, една таква отворена дупка, која што беше толку активна, што и да превземам, што и да направам, што и да се обидев да правам, едноставно ништо не функционираше. И оно што си го реков на себе, Илина, имаш две опции. Значи, или да завршиш тој живот, или да седнеш и да чувствуваш. Нема друго. Мојот пат избор беше да седнам и да чувствувам. Секако не ми опција да го завршам животот, затоа што знам дека има тука нешто. И почнав да чувствувам. Значи, во наредните неколку година-две, ако ми верувате, мојот фокус 24/7 беше да чувствувам. Седам, чувствувам. Правам ручек, јас чувствувам. Значи, правам ручек, најосновните работи. Правам ручек, работам, колку што можам, неба во состојба ништо да правам, нели? Оставам и додека го правам тоа, цело време фокус чувствувам, што се случува во мене, што се случува во мене. Цело време имаше болка, само болка. 24/7 се будам во средно или во 300 бајле, одма мозум, што чувствувам, како буквално целото мое постоење, целото мое внимание беше фокусирано на телото. Што чувствувам. Затоа што сватив дека нема друг начин. Но нешто приметив е дека сите тие работи кои што најмногу што чувствува во тој момент беше фрустрација и срам и фрустрација. Значи срам затоа што во еден момент се распаѓаше целата моја слика која што имав за себе креирано, нарцистичкото јас во мене, кој што сите го имаме, и сватив дека креирање е добра слика, лоша слика е само слика, меѓутоа јас не сум слика. И сватив дека таа психологија во мене апсолутно е повторно некоја илузија. Јас не сум слика. Сватив дека во мене има една дупка, една огромна празнина, која што не може со ништо да се пополни. Колку и да сакав од надвор да пополнам. Со успех, со пари, со врски. Едноставно, тоа беше, знаеш, како една гладна уста која што нема крај. И не беше едноставно, нели? Меѓутоа, оно што е интересно, приметив дека како што почнувам да останувам отворена во сите тие состојби, во еден момент имав една така интензивна болка и реков, окей, значи, тоа е, нека боли. Тоа е тоа, значи, едноставно боли. Секако, нели, доаѓа разни емоции, има натага, плачење, има ситуации каде што ми се случеше со денови седат и плачат. Буквално како да немаше никаков крај, буквално доживав една космичка тага во мене, која што немав ни причина, не ми знаев зошто плачам, едноставно ми доаѓаше само плаче по цели ден. И во еден момент реков, окей, значи, има болка, тоа е тоа. И како што ја чувствував таа интензивна болка, во еден момент доживав едно такво отварање на мојата свест, каде што во истиот момент се доживав себе како една проширена свест, меѓутоа во исто време ја видов и болката. И оно што го видов, дека таа болка е поврзана со моето тело, со искуството на моето тело. И дека таа болка е во суштина
крикот на тие празнини, на тоа што јас, не затоа што другите ме отфрлат, затоа што јас се отфрлам себе. И тоа е патоказот каде таму, треба да гледаме, значи. апсолутно. И таа болка, како што мојата свест во тој момент се прошири, добив еден увид дека не, јас не сум само ова тело, јас имам свест, имам и душа, меѓутоа моето тело има искуство. Има искуство кое што е доста болно. И во тој момент, она што беше интересно, фатив дека, окей, да, таа болка ми ја нанеле, може би, родителите, може би околината. Меѓутоа, природно ми се постави едно прашање, да, дали, кои се, овие се родителите на моето тело, така? Така, така. Да. Кој е родител на мојата душа? Кој е родител на свеста? И во тој момент почна да се случува еден голем и длабок хилинг, исцелување. Оно што беше интересно е, вечерта легнав, после тоа искуство и Сабалјата се разбуди, од сето тоа страдање, огромно страдање, Сабалјата се разбуди, низ целото мое тело се движеше една, не можам да наречам енергија, свесна, нежна. Толку беше се нежно, што буквално во еден момент имав чувство дека целото мое тело е обвиено во љубов, знаеш, како едно чувство на внатрешно, како перду, лесно, меко и нежно. Оно што беше интересно, во наредните 4-5 дена, јас бев во таа свест и идав, тоа сама најобичен живот, одам во маркет и во маркетот, оно што го приметував дека целото поле во кое што сите ние постоиме едно прекрасно, огромно, нежно поле. Меѓутоа, никој не го приметува тоа. Така. Во маркетот сите луѓе се во некои своји идеи, никој нема конекција, ништо не гледа, во некои грижи. И оно што беше интересно, да, не заврши тука целата работа, меѓутоа, сепак постоеше страдањето се уште во мене, но оно што го правеше сето тоа многу полесно, дека ја го гледав од таа огромна нежност. И таа нежност, во суштина, е есенцијалната димензија. Тогаш сватив дека не, јас не сум својата персона. Дека најмногу нешто што може да повреди некого е ние да го гледаме преку таа персона. И колку ја да се обидував да развивам таа персона, да ја штитам, да едноставно сватив дека развој не постои. И тоа е илузија. Зашто постои само будење. Зашто кога ќе се разбудиме, ние сваќаме дека се е развиено, меѓутоа само не е препознато. Секако, на тој период претхода доста работи кои што понатаму сватив, нели, во суштина што се случува, затоа што во тој момент јас немав некое водство. Денес кога работам со луѓе и кога, нели, ги знаеш овие процеси, многу е се полесно кога некој знае и те води и те внесува во тоа искуство, затоа што оно што јас го доживеав во тој момент беше еден чувство каде што се отвараше огромна љубов. Меѓутоа, каде и да одев, никој не ми кажуваше дека е љубов. Имав огромен страв и сватив дека тој страв е затоа што таа енергија почна да се движи во мене, дека таа енергија, дека јас станувам жива, но ние се плашиме од таа внатрешна живост. И најголемиот проблем, најголемиот страх, најголемата параноја и паника се случува кога ќе почне да се движи таа енергија. Но таа енергија кога ќе почне да се движи е во суштина нашата есенција. Ние се обидуваме од позиција на нашата персона, нели, затоа што персоната е контрола и персоната кога дозволи движење на енергијата влага во паника. И затоа што мисли дека умира. Затоа што самата персона е контрола. И ако персоната дозволи да се движи енергијата, влага во паника. И тоа се случува со луѓето. Но есенцијалната реалност е нешто сосема друго. Секако во целиот тој процес, случајно на мојот пат се појави и одредено учење, ќе го спомнам Diamond Approach и Diamond Logos и суфизмот, кој што на некој начин ми помогна да навлезам подлабоко, низ одредени книги, низ одредени
потоа влегов малку и го истражував таа школа, но сепак се базирам на своето лично искуство, но добив некои одредени одговори како во тој одреден момент да дојде точно пред мене, водството ми покаже што навистина мене ми се случи. Затоа што никој не знаеше што ми се случи. Тоа беше онака баш една огромна бездна. И сега, оно што би сакала да го продлабочам понатаму, не знам колку е часот, се надам дека имаме време, меѓутоа, окей. Па имаме, да. Дека, оно што јас го доживеа, во суштина не беше, да, окей, траумите со родителите и така натаму, оно што го доживеа длабоко во себе беше оно што го нарекуваат divine wound, значи таа божанската рана. Односно, едно длабоко чувство на одсеченост од самата себе. Зашто ние, кога нема да биде видена нашата истина, нема да биде видена нашето присуство, ние сме длабоко повредени. И ние не сме повредени затоа што нас некој не нас сакал, затоа што таа љубов која што сме не е видена и не е препозната. И тоа не повредува во врските. Ние ќе влеземе во врска, ние почнуваме сакаме. Меѓутоа таа љубов е одбиена. И нас тоа не повредува. Не затоа што не нас сака. Затоа што љубовта е одбиена. И кога љубовта е одбиена, што се случува? Се случува сплит, на тоа место има омраза. Така. Во тој процес во кој што јас се наоѓа, најкарактеристична беше емоцијата на омраза. Повеќето луѓе бегаат од омразата, не, ја не мразам се, меѓутоа на најдлабоко ниво, нашата персона има фрустрација и омраза. Персоната е составена од омраза и фрустрација. Персоната не може да сака, затоа што персоната е контрола и нешто кое што се обидува да имитира нашата суштина. Но, ако ја видиме, нели, таа омраза од која што сите се плашат, омразата е сенка на љубовта. И онако што јас го сватив во целиот тој процес, сватив зошто волкава омраза чувствувам према себе. Од каде доаѓа се во ова? И оно што да, ова е мощно длабоко, меѓутоа е еден момент. Што правиме ние? Во еден момент ние веруваме дека сме таа self-image, таа слика, која што во позадината е негативна, а се обидуваме на светот да представиме позитивна слика, но длабоко во себе ја мразиме таа негативна слика, затоа што е повредена. Доаѓа од дисконекцијата. И ние цело време се трудиме во светот да создадеме позитивна слика. И кога некој ќе не повреди, нели, ја утвара таа нарцистичка рана во нас и ја допира таа негативна слика. И ние што правиме? Поставуваме одредени граници и се штитиме, наместо ако идеме подлабоко, ако видиме да, и мене ме повредија, и ова искуство ми покажа нешто. Дека не вредам. Ми изразено чувство на невредност. Сега, тоа можеме да го видиме на еден начин. Замислете дека вие сте еден сад со вода. Тоа е вашата суштина. Меѓутоа, тој сад со вода е на едно ноќно небо каде што има една месечина. И таа месечина има рефлексија на вода. И сега, ние, ако ја негираме рефлексијата и се свртиме и ја обвинуваме месечината, ние сме во тотална дисконекција. Така? И се обидуваме да заштитиме водата. Значи, во тотална дисконекција. Меѓутоа, ако видиме дека месечината, односно, можеби таа личност, која што создава рефлексија на онаа вода, што го нарекуваме, на таа вода, таа рефлексија, односно, тоа искуство кое што ни се појавува како чувство на невредност е нашето внатрешно водство. И тоа е оно што го нарекувам јас емоциите и чувствата се портал. И ако ја навлезам длабоко и го истражам тоа чувство на невредност, можеби некој маж во моето искуство дошол и не ми ја отсликал вредноста, и оно што јас како жена ќе го направам, е ќе почнам да верувам дека да отфрлам својот аспект на бјути, на убавина. Тоа е убавината не е лична, не припаѓа на моето тело, туку убавината е на апсолутното. Апсолутот е некој го нарекуваат квантно поле, поле на потенцијал,
И се она кое што, например, ние како жени го имаме во својата матка. Значи, ние таа реализација спиритуална имаме во матка. Кај мажите се случува на малку подруг начин. И ако јас го негирам, например, тоа водство, и ако не погледнам во таа невредност, да кажам, окей, во овој момент се случи невредност, ситуација каде што не бе вреднуван, наместо да се борам, да критикувам и да обвинувам, на тој начин, она што јас го правам е дека останувам со тоа чувство, останувам во потполно отворено. И во тој момент, она што ќе се случи, ќе се активира празнината. Меѓутоа, празнината постои, бидејќи кога сум била дете, можеби мојата есенција не била видена. Кога есенцијата не е видена, ние длабоко се чувствуваме невреднувани, затоа што нас не гледаат како едно мало тело кое што мора да се едуцира, мора да се штити од болести, мора да има сите петки зутре за да запише средно, за да има факултет и така натаму, за еден ден да може да се снајде, да има пари, да се омажи, ожени и да може да живе. Тоа е катастрофа, значи тотално пропаднат живот. Тоа е матриксот, да. И ти се чувствуваш, значи ти едно така прекрасно битие, нежно, си заглавен во една таква структура, која што буквално колку и да се трудиш, се е тешко. И како што идат годините, сме се потешки. И сега, кога ќе дојдеме во контакт, не гледа како едно тело, значи нас никој не ни ја гледа душата, не гледа дека ова тело е израз на душа. Никој не вика ти имаш душа, го чувствувам твоето присуство. Кога нашите родители ни рекле, драго ми е што си тука, го чувствувам твоето присуство, колку е вибрантно, колку е живо. Него постојано, ајде, учи, прави ово, значи ние се доживуваме себе и тоа наше тело има некој self image, има слика на едно мало дете, а во суштина сме возрастна личност и имаме контракција во телото, ја штитиме таа слика, во суштина тоа е психологијата, тие постојано штитиме сликата. Меѓутоа, прашање е, дали сум јас таа слика? Дали во овој момент имам 5 години? Одговорот е немам. Меѓутоа, моето тело во овој момент има 43 години, во секој момент се менува, пред пола сат беше различно. Но прашање е, дали сега и овде јас имам 5 години? Повеќето луѓе дека па да, може би имам. Не, немаш 5 години. Ти имаш чувство на 5 годишно дете, имаш несвесен self-image на телото и цело твој живот е како да ја заштитиш таа слика. Но ако видиш дека таа слика не е вистина, туку е само емоционална реалност која што постои во тебе, тогаш ќе сватиш, па чекај, јас не сум ова. Јас сум слободен. Ако не сум таа слика, што сум сега? Што смеам да чувствувам сега? Кој сум јас сега и овде? И така да, искуствата нас ни покажуваат, например, преку тоа чувство на невредност, и ако аз во потполност го искусам тоа чувство на невредност, ќе видам дека во позадината има огромна празнина. И ако некој со мене, нели, затоа работиме со луѓето и остане отворен да чувствува таа празнина, колку што е возможно, во еден момент од празнината ќе се разбуди есенцијата, односно мојата вредност. И тогаш таа структура од мојата личност ќе се растопи, затоа што тој дел од личноста нема да постои, затоа што празнината е пополната и повеќе нема да привлекувам искуства и нема да бидам во искуства каде што ќе биде, нели, ќе бидам невреднувана и ќе се осеќам така. И тоа е клучно. Значи тоа е клучно. Да, значи емоциите се портал. Например, ако јас чувствувам страв, тоа е супер. Супер, прекрасно. Луѓето бегаат од стравот. Стравот ми покажува дека во позадината се буди силата во мене. Црвеното. Так. И ако, например, ако јас го истражам, например, кога работиме со некој, јас можам да направам, кога работам со некој, да направам трансмисија на тој црвен аспект. Кажеме, окей, ќе го чувствуваме стравот, и во моментот го чувствуваме стравот, но она што, ако имаме подлабока поврзано со таа есенцијална реалност, она што јас го чувствувам во моментот кога некој чувствува страв, јас не ја прецепирам емоцијата, туку гледам што има во позадината. Во моето тело почна да се активира црвениот аспект. И држам простор за црвениот аспект. Она што е интересно,
Сякаш што се утвара, кај личноста или кај човекот и во следниот момент наеднаш самото поле. Значи, окей, ќе го чувствуваме стравот, ќе бидеме во потполно отворени кон стравот и ќе имаме дека стравот е портал, дека во тој момент ја утвара црвената суштина. И ако дозволиме да постои црвената суштина, во еден момент како се буди таа есенцијална реалност, есенцијалната реалност е нешто што не е поврзано конкретно со нашето тело, тоа е нашата спиритуална реалност, тоа е полето. Полето ги има сите квалитети и есенцијата е во секого. Сега, кога ќе се активира тој страв, тој страв е во нашиот нервен систем, но ако некој држи простор и ја чувствува црвената суштина, во тој момент ќе се појави црвената суштина во полето и ќе го допри неговиот нервен систем. Меѓутоа, нервниот систем, суштината не оди во нервниот систем како она што го нарекуваме психолошки charge-discharge, да ги испразнам емоциите, да ги пополнам. Не. Есенцијата кој ќе го допре нервниот систем прави едно чувство на длабока стабилност и ако можеме да чувствуваме сме посуптилни, ќе видиме дека во позадината на емоциите во нашиот нервен систем има присуство. И тоа присуство е стабилно, меѓутоа се изразува во различни изрази. Например, ако направиме простор за црвената суштина, во еден момент луѓето кога работат, чувствам страв и ќе каже во еден момент се појави нешто друго, како еден одблесок. И го ставаме ние вниманието токму на тоа. И така што почнуваме во ставаме тоа почнува да се шири и емоционалната реалност е само портал. Значи, имаме повеќе домеини, за ова да биде јасно. Значи, имаме его домеин, она што го нарекуваме физичка реалност, имаме есенцијален домеин, имаме апсолут домеин. Апсолутот е она баш полето на потенцијал и во апсолутниот домеин луѓе кои што практикуваат трансцендентална медитација, кои што влегуваат во длабока состојба на медитација, доаѓаат до тој апсолут домеин. Тоа е она void просторот, темниот простор. Меѓутоа, ние не можеме да живееме во таа трансценденција постојано во овој свет. Она што ни е потребно да ги сврземе тие двата домеина преку есенцијалниот домеин. Например, во его домеинот сме тело кое што припаѓа на колективната свест и немаме никаква слободна волја, меѓутоа преку емоциите, ако ги следиме како портал, они не поврзуваат со есенцијалната реалност. И есенцијалната реалност е во суштина потенцијалот, полето на потенцијалот. И тој потенцијал вибрира, односно постои преку есенцијалната реалност, се манифестира во физичката реалност. И нашето его тогаш не е слуга, не треба да го убиваме егото, да го мачиме и така натаму. Зашто потребно е да знаеме како да се движиме, односно како нашата спиритуална реалност, која што е доста реална, не е она религиска која што ја нарекуваме религијата. Религијата, сакам да напоменам, една огромна кочница, значи било која религија, зашто религијата е контрола, концепт и ја контролира цела наша енергија. Меѓутоа, исто така ние имаме и лично искуство со реалноста, лично доживување. И затоа е битно да дојдеме во контакт, значи секој од нас во себе е мастер. Секој во себе го има. Не сум јас ништо посебна, ниту ти, никој, едноставно секој од нас го има во себе. Сите сме дел од целината. Апсолутно, беше тотално упорна и беше во потполност насочена кон тоа. И тоа не викам дека е моја заслуга, тоа е волјата, на таа универзална волја. Кога ќе дојде тој спиритуален импулс до нас. Имав едно искуство каде што имав длабоко доживување на една медитација и претходно бев на едно патување, на еден ретрит. Наеднаш во мене се отвори едно огромно искуство на љубов. Значи, буквално се случи тој импринт. И при еден обичен разговор со една пријателка, наеднаш почнав да чувствам повторно таа љубов. Потоа имав едно искуство каде што отидов моето дете да го носам во еден мол, на кино, небитно, значи никаква посебна ситуација, никаква посебна случка и во еден момент како што го оставив детето, почнав да се движам низ трговскиот центар и наеднаш осетив
како цело моје тело станува лесно, пред да се случи цело ово, ама тоа беше како некој предвид. Како цело моје тело станува лесно и како најнаш почнав да ја доживувам реалноста на некој начин, како една целина. Сватите дека, односно, ќе се видов себе, другите луѓе како се да е едно. Значи, немаше никаква разлика. Ништо не ми привлекуваше посебно внимание, туку осеќав како една така длабока конекција, едно чувство на љубов, на сплотаност. И да, тоа е мојата деветка, тоа е по енаграмот, boundless love. Меѓутоа, кога мојата персона ќе ја поклопи таа boundless love, се појава само омраза и длабоко чувство на невред. Секоја персона има свој енаграм и свој одредени пакет. Например, кај деветката е чувството на невредност и само омразата. Деветките на себе не се гледаат, само ги гледаат луѓето кои се надвор, значи не се најмрзливи од сите. Така да, секој има различен, уникатен израз. И затоа е битно да го видиме, нели, да ја проучиме својата персона, меѓутоа ние се заглавиме, она ни го покажува факт. Сега, тие емоции кои што, ајде, јас ги искусував тие длабоки состојби, можам да ги наречам како еден повик, кој што јас денеска сум длабоко сум благодарна за се што се случи, затоа што едноставно ми даде еден нов живот, ново доживување на себе, една нова реалност, едно чувство на ослободеност, каде што нема страх, не постои страх, страх во неизвестност, зашто учиш да живееш во таа доварба. Зашто ние, кога сме биле деца, сме биле во таа огромна поле на доварба. Ние сме, децата веруваат колку се наивни. Меѓутоа, поради искуствата, се случува дисконекција, имаме тука еден центар на главата, значи овде баш кај што е фонтанелата, и најчесто тука ја имаме таа дисконекција. Таа е таа дисконекција од, ајде да речеме, таа divine love, таа божанска љубов. Односно, конекцијата со она што сме, значи, затоа што секој од нас, секој човек на оваа планета е има сега нели ќе го спомнам, ама не зборам од религиски аспект, Исус нели кога се појавила Витлеемовата звезда кога се спуштува, нели дошло неговото раѓање, меѓутоа ние секој од нас, значи таа приказна ни покажува нас нешто за нас, не за тоа дека ние сме криви, дека никој страдал и така натаму што се врти. Ова е веќе друга тема, исто длабока. Да. За која што можеме да разговараме некој нареден пат, нели? Да, затоа што има доста ограничувања тука и кои што лично поминав не се, зашто беа голема коучница во тоа. Така е. Исто и така да. Омраза, значи омраза кон божанството во нас. И затоа што ние на неизвестно ниво викаме како Господ е љубов, па бев мало дете, ми ги даде сите овие искуства и со овие родители ме остави. И како да верувам во таа? Затоа никој не верува во љубов. Како да верувам кога само страдам, кога се е страдање? Да, кога има само страдање, се е страдање. Ние сме во тоа страдање, тоа е толку огромно што тоа е едно огромно поле на страдање. Меѓутоа, нашата душа не е тука дојдена да страда. Не? И секој од нас е една точка на светлина. Секој од нас е таа една звезда. Секој има своја звезда. Во исто време јас ги истражував и ние спиритуални учења на Веданта, каде што нели се една целина, ти не постоиш, нели? Ти едно со универзумот, меѓутоа тоа правеше како едно наследство на моето тело и сватив дека моето тело, мојата душа, моето его се една целина. И она што најмногу мене ме повредуваше, затоа што во многу спиритуални учења и земено и во религијата, дека ние треба да го измачиме своето тело за да дојдеме до нешто спиритуално. Така. Меѓутоа, телото е израз на душата. И телото е прекрасно. Меѓутоа, повеќето луѓе телото го доживуваат преку својата несвесна слика. Телото е израз, душата е еден поширок контекст. И телото постои во душата. Телото постои во свеста. И ако го видиме од таа перцепција, ако дојдеме во контакт, затоа што никој нас не видел како душа, сите не гледале како едно
тело и тоа тело е страшно мало, измачено, во контракција, зашто е дисконектирано. Сите учења ни кажуваат тргни се од телото, односно тргни се од желбите. Не ги чувствуваш желбите. А што се желбите? Ако ние не ја почувствуваме желбата во себе, еросот, каде сме? Како можеме да се разбудиме? Каде го бараме спиритуалното? Преку главата? Горе негде? А што е нашето постоење овде? Едноставно кажуваат, пусти ја желбата, отфрли ја желбата. Не, стани пријател со желбата. Желбата е твој живот, животната енергија. И дозволи нека постои, затоа што желбата е импулс на душата. И она зборува, во нејза се нашите најдлабоки повреди. И кога ќе почнеме ги чувствуваме желбите, она што мене ми се случи, кога им дозволив да постојат, сватив дека колку сум повредена, дека тој импулс во мене не смее да постои, дека се е исконтролирано, дека духовноста негде горе ја барам. И правам сплит. Така. И ги потискаш желбите од друга страна. Апсолутно. Вистинската духовност е кога ќе се спои земјата и небото во нашето срце. Значи, еросот кога ќе дојде до срце, ние не можеме да го отфрлиме телото, за да дојдеме до нешто повисоко. Телото е израз, прекрасен израз на и дел од нашата есенција. Меѓутоа, ние не сме само телото, имаме и свест. Но ако имам идентификација дека јас сум само ова тело јадно кое што еден ден ќе го снеме, тогаш многу страшно се живее така. Тоа е тотална дисконекција. Но ако ја истражиме подлабоката реалност, ќе видиме дека телото има едно чувство на нежност, на мекост, на деликатност. Така е, телото е телото како флуидно. И е убаво чувство, и тоа е нашата лична суштина. Она е прекрасна. Она е прекрасна. Тоа е таа звезда која што сме, која што ќе се спушти во нас, нели, да кажеме како една звезда, и таа звезда, секој човек има посебна звезда и посебен и уникатен израз. Тоа во енаграмот можеме да видиме. Тоа во нареден вебинар би го разговараме. Апсолутно, да. Значи, boundless love, значи, таа љубов е за мене клучна. Ако моето срце е исклучено, ако јас немам контакт со таа длабока љубов, која што не е лична љубов, тогаш јас страдам. И тогаш, едноставно, јас сум тотално дисконектирана. Одлично, Илина, прекрасно. Јас барем прекрасно се чувствувам. Се надевам. И останатите што слуша. Да, прекрасно. Дали некој има некое прашање да постави, дали некој сака да се уфрли во разговорот? Добро, би зборала малку во врска со желбите, нели, нешто што го нарекуваме ерос. Тоа е многу битно, таа нашата животна енергија, затоа што она кога е блокирана во нас, има потреба постојано да се атачира за нешто и за некого. И тие атачменти, нели, се ни према ваков атачмент, ваква врска, таква врска, меѓутоа овој ќе ме сака, тоа пак сме во некоја илузија. До оној момент дека ние дојдеме дека ние сме таа љубов, тоа што не треба никој да сака, нити можеме ние да дадеме, нити да примеме, дека ние сме самата љубов, која што е потребно да искусиме, за да можеме да имаме длабоко искуство на себе. Кога еднаш ќе го допреме тоа, ќе сватиме дека се друго, се што бараме е неавтентично. Но секако тоа искуство ни дава една можност да бидеме во мир со светот и да ги гледаме луѓето на еден сосема подруг начин и на поконектиран начин. Без осуда за нивните трауми, без осуда за нивната затвореност, но не ни дозволува да влеземе во омразата, во стравот, во агресијата на светот. Секако е тоа нешто кое што е наше
личен избор, тогаш имаме избор, имаме слободна воља. Затоа што есенцијата во нас е она што не поддржува да останеме автентични во овој свет. Ако есенцијата не е разбудена, ние не можеме да бидеме автентични. Зашто се базира на ниво на нашата персоналност. Персоната е персона. Јас немам ништо против персоната, апсолутно, она има своја задача, своје служење, ние пак имаме некаква персона за светот, меѓутоа многу е битно како се чувствуваме внатре длабоко во себе. Сега, кога зборуваме за еросот, еросот е енергијата која што на некој начин е контролирана. И тоа се ние импулси, ги спомнавме тие желби. И тие желби се поврзани со таа некоја конекција подлаво, каде нашата душа има желби. Ако, например, јас чувствам желба, било каква желба, дали е материјална, дали е желба за врска, и ако некој каже, не, ти можеш да ги трнеш желбите, можеш да го измачиш телото, нели, како што во спиритуалноста ни се вика, за да дојдеш до својата спиритуалност, до својата душа. Меѓутоа, ти правиш сплит на телото и на душата и нема мир, зашто ти, кога ќе дојдеш, особено е тоа многу волен пат за жените, зашто ние жените имаме друг пат, тоа е машки пристап. Меѓутоа, нас не треба љубов во секој дневниот живот. Ние можеме да се откажеме од телото, од задоволството, меѓутоа како доаѓа љубовта? Преку конекцијата. Преку конекцијата, например, конкретно кај нас жените, будењето, просветлувањето се случува во матката. И кога ќе дојдеме во контакт со тоа, се отвара нешто што е автентично, нешто што е светло. Се отвара онаа златна есенција, чувство на злато. И ако, например, нели живееме во таа отвореност, например, мажите можат да дојдат во контакт подлабок со себе преку тоа што ќе ја вреднуваат таа женска есенција која што постои исто и во нив, не преку отфрлање на телото. Затоа е многу битно, значи, затоа што има машки и женски пристап. Мене, например, длабоко моето тело го повредуваат тие пристапи кои што се во негација на телото. Затоа што моето тело е вистинско, реално, не можам да го измачам, зашто телото е едно, телото е прекрасно. И ако влеземе во тоа поле на интимност, интимноста ни дава една така длабоко чувство на себе, длабоко чувство на тоа што сум, и ако станеме интимни, затоа што преку телото ние доаѓаме во подлабок контакт со таа реалност. Ако немам контакт со телото, каде сум? Каде сум? Во умот. И тоа е таа животна енергија во нас. Она е прекрасна. Меѓутоа, најчесто луѓето се плашат од животот, од животната енергија. И тој страв го гледаме како страв кој треба да се заштитиме, да се обезбедиме, ама тоа самиот страв од животот. И можеме, нели, да викаме дека стравот од смрт, стравот за безпарие, страх од животот и ние го сакаме, и персоната се плаши од животот, зашто самата персона е мртва. Персоната слика идеја. Сликата идеја, таа е нешто што не е вистинско. Таа на празнина во наш, на љуштура околу нас. Но ако ја истражиме есенцијалната димензија, тогаш не имаме и она, како да рекам, и diamond body, диамантско тело. И телото има чувство. Ако навлеземе во тоа, се чувства како, например, кај жените се утвара еден аспект на внатрешно цветање, на чувство на некоја брилијантност внатрешна. Имаш чувство на кралско чувство, ама не кралско затоа што егоичко, туку кралска вредност. Самото кралско чувство е нашата есенција, она е кралска. Она постои во секого. И не постои моја вредност. Ако јас, например, не те вреднувам тебе, тоа нема врска со тебе, има врска со тоа што ако ти се навредиш, значи ти не препознаш дека јас не ја гледам самата вредност која што и моја и твоја. И не сум во контакт со вредноста. Вредноста е есенцијална, не и припаѓа на персоната. Вредноста не се формира. Само довербата не се стекнува. Тоа е сосема пристап дисконектиран. Ти не можеш да стекнеш само доверба. Кога ќе дојдеш во контакт со својата вредност, ти автоматски имаш доверба, има некоја длабочина во тебе.
има некоја поддршка и ти веруваш во тоа длабоко, дека си тука, си заштитен, си поддржан. И не треба да создаваш само доварба на вештачки начин. И тоа е овој пат кој што е отелотворен пат. Тоа е патот на есенцијата, кој што е отелотворен. Значи, овој пристап е пристап на отелотворување, пристап на граундинг во реалноста. Не сме исклучени од својот живот, ние сме во својот живот и во својот живот. Така да, ете, генерално, тоа е тоа, она што би ги повикала другите, еве, ако да видиме дали некој постави некоја прашање. Ако нема прашања, јас, да, окей, јас би сакала да направиме, може би, една мала медитација, вежба, нешто кое што ќе ни помогне да почувствуваме, да се поврзаме со оваа реалност, да влеземе малку подлабоко. Дали се сложувате? Јас да, секако. Да. Ако имаат време и другите и сакаат. Еве, Марија ни одговара, да. Супер, фала, Марија. Ирена. Мила. Може. Мила вика може, да. Океј, тогаш ќе ги затвориме очите. Полека ќе се обидеме, ќе дишеме и издишеме, затоа што вечерва зборувавме за многу информации, многу работи, меѓутоа што е битно е да имаме едно чувство, искуство во своето тело. Полека ќе вдишеме и издишеме, ќе го осетиме телото, ќе се обидеме да го почувствуваме. Прво ќе ги почувствуваме своите нозе, ќе осетиме како да имаме некаква приземеност. Можеме да, кога ги чувствуваме нозете, перинеумот, да помислиме на црвена боја, да почувствуваме конекцијата со планетата Земја. Како едно чувство дека нашето тело е поддржано, е сакано, прифатено од самата планета, бидејќи постои. Ќе помислиме на една црвена боја, убава црвена боја. Меѓутоа, можеме да осетиме таа црвена боја како една безгранична боја, безгранична присутност. Да се обидеме да ја осетиме во себе црвена. И тука ќе го ставиме вниманието на нашиот долен стомак, на горниот стомак, соларниот плексус, целиот свој стомак. Но фокусот ќе биде прво на долниот стомак и ќе осетиме какво е чувството ако идеме малку подлабоко во својот стомак. Има еден простор кој што ни дава чувство на стабилност. Може би тука има некоја, може да помислиме жолта, златна боја. И полека почнуваме да дишаме. Тука дозволуваме таа златна боја полека да се расшири низ целиот стомак, низ целото наше тело.
главата. Можеме да го ставиме полека фокусот на својата глава и да осетиме како има една ликвидна присутност, можеме светло некада да повикаме, и да чувствуваме како се спушта во целото наше тело, дека има присутност, дека телото е присутно. И да чувствуваме таа вибрантност која што постои во нас, која што е многу поголема од доживувањето на физичкото тело. Особено ќе оставиме вниманието во пределот на срцето. И полека ќе се поврзаме со своето срце и ќе одиме се подлабоко, ќе бидеме прекрасен простор. И повторно можеме да оставиме вниманието на својата глава и да почувстваме како од нашата глава на свесност, која што навлегува во главата. И можеме да дишеме во згоре, преку главата, низ целото тело. И со секој дишување како да внесуваме еден зрак светлина во себе. И се што е контрахирано, се што е по притисок, полека може да почне да го опушта нашето тело. Сега почнете да го чувствувате телото како во еден поширок контекст, како имаме и поширока свест, го чувствуваме просторот околу телото, дека во нашето тело има и простор, може би има некоја флуидност. Само имаме уникатно доживување на себе, ништо повеќе. Нема правило што треба, само препуштате се на моментов и останете во тоа сега и овде. Ако чувствуваме било какви сензации во телото, можеме свесно да имаме намера да бидеме интимни со себе, со своето тело, со своето срце. И само контемплирајте, кажете интимно, видите што се случува. Нешто е важно да се дозволиме уникатно доживување. Нема правило што треба да се случи едноставно. Сме сега и овде. Без план, без конца.
Добро. Лика ја вратиме веста, го допреме телото. Ќе ја отвориме очите, за да бидеме спремни. И се да благодариме на Господа, беше доста интензивно. Како? Прекрасно. Многу длабоко. Во другите данес тука. Дали има некој прашање? Дали некој сака нешто да кажа? Да, ќе има снимка. Ќе го оставиме ова на YouTube. Добро, ако нема никој што да праша, јас само би напоменала, или Суза може да каже да имаме од 10 до 13 август. Точно така. Април, не август. Така е. Да. Од 10 нели до 13 април ќе се одржи ретрит, планиране за во Охрид, нели, во хотел Тино, и секој кој што сака да присуствува, кој што сака да ги да навлезе подлабоко, да ја доживее есенцијалните квалитети, е добре дојден. Да, секако може да напоменеме што ви работеле тамо конкретно. Планирано е да се работи повеќе со првениот аспект, со поврзувањето, затоа што првената суштина е доста битна, особено во исцелувањето на нашата психа, нашиот нервен систем, и како со златниот аспект доста работиме, со она што го нарекуваме поле на љубов. И нели сепак тоа треба да се доживее, затоа што на нашиот ум звучи премногу апстрактно. Целта на ретритите е да се повлечеме 4 дена и да чувствуваме, да бидеме во таа отвореност, да бидеме во едно заедничко поле каде што ќе чувствуваме, каде што подлабоко ќе се отвараме кон тоа што сме, кон својата вистинска природа, која што ќе ни ја затврсне и таа стабилизација внатрешна, дека ќе дојдеме во свет, не ме повлече тој хаос. Така да, ретритите се баш место за тоа, каде што можеме во потполност да се отвориме за тој хилинг да се случи во нас, да се случи таа трансформација, која што кај секого се одвива на различен начин и едноставно да ја осетиме таа длабока конекција со самиот живот. Секој е добре дојден, нели? Веќе имаме одредена група која што оформена, има уште неколку места останати, така да ќе ви пратиме повеќе информации на мејл, а секако кој сака може и да се информира околу тоа. На или на vedran.com или пак на некој од социјалните мрежи. Ако нема прашања, јас полека би го привршила денешниот вебинар. Ќе организираме нешто, може би наскоро повторно, на некој теми кои што се така подлабоки, како што мислам дека е потребно да се зборува и кои што се од фундаментална важност и од
огромна важност, особено во моментов на кој што се наоѓаме како човечки биќа во овој момент на развој на планетата. Така да, сакам да се заблагодарам, бидејќи бевте дел од оваа група и го направивте со вашето присуство, уште го одбогативте се ова и се надевам дека приедаме повторно на некој начин, а сите оние кои што не стигна до крај да изгледаат или не стигна да се клучат, имаат можност да изгледаат и снимката. Да ви посакувам да имате убава вечер. Што да сакаш да кажеш нешто за крај? Само да ти се заблагодарам, беше прекрасно. Да ти се заблагодарам што ти бев соговорник вечерва. Прекрасно поле, едно прекрасно поле се отвори и сум среќна заради тоа. И само сакав тоа да го кажам, дека така, навистина беше прекрасно. И да сакам да споделам исто така дека сум била веќе на 2 ретрити кои што ти ги организираш и навистина едно прекрасно доживување каде можеме длабоко да допреме до нас и да стигнеме до наше исцелување. И навистина се посебни тие ретрити, бидејќи се отвора едно поле во кое што ни помага да се исцели. Благодарам уште еднаш. Прекрасно. Убава вечер и се гледаме во некоја прилика повторно. Поздрав. Hvala mnogo, pozdrav. Ćao. Чао. Чао.